Ќе се надоврземе во контекст на среќата и меѓународниот ден кој што ни пристигнува утре или 20 март. Тоа беше и нашата утринска тема, но ќе ја поврземе и во оброкот на денот. Зошто? Заради тоа што готвењето, подготвувањето убави и вкусни специјалитети, учењето на нови рецепти и при тоа сознавањето на сопствените можеби вештини во кујната дополнително знае да не направи среќни. И потоа откако ќе го подготвиме вкусното јадење, не само што ние ќе бидеме среќни со самиот вкус во кој што сме внели и доза љубов, туку ќе ги направиме среќни веројатно и луѓето околу нас. А многу среќни луѓе прават вештите жени со своите вешти раце и со одличните рецепти кои што ние тука многу добро сме се увериле колку се вкусни, а верувам и многумина, речиси и цела наша земја во сите оние манифестации, настани, случувања кои што ги имаат широм нашата земја. Сме зборували и во минатото за тоа, но секогаш има нешто ново и секогаш одлични нови рецепти, па денеска во нашиот оброк на ден и вештите жени ни пристигнуваат. Заедно со нас добро познатата Снежана Становска, која што е всушност и основач на вештата жена или нашата Жане, и Зорица Јовановска, која што е дел од вештите жени и ни доаѓа од Тетово. Практично двете од Тетово, едната тетовска сна, другата по потекло Тетово. Така. Добро утро и добро ни дојдовте во утринска недела. Добро утро и добро ве најдовме. Посебно ни е драго што сме кај вас како гости, воедно да ја споделиме среќата со вас, пошто по на разговорот што го водевте претходно, со самото размислување веќе не ставате да бидеме уште посреќни од тоа што сме го направили и од тоа што го правиме понатака. Така е, рековме со професорката и сите добро знаеме дека среќата ни се дуплира кога ја делиме, а вие ја делите среќата заради тоа што не само што нели предизвикувате навистина на убава атмосфера, убаво чувство кај сите членки на вештите жени, но и кај сите оние кои што ве следат практично, како што си нашите гледачи, и токму заради тоа што вешта жени од своето постоење има една добра хумана нишка, а тоа дополнително зборува за среќата и колку човек навистина може и себе си да се даде среќа, но и на другите кога се помага така. А знаеш како, Ивана, ја на пример сега во моментот, не ја последнава година размислувам што направивме ние за 34 години постоење на вешта жена и талкање низ Македонија. И потполно се сложувам со коментарите и тоа го споделувам и со другите нормално. Да. Многу направивме. Прво направивме многу среќни семејства, жени кои биле технолошки вишок, останале без работа, сме ги промовирале на нашите настани, почнале да прават кетеринзи, да направи нешто, значи тоа е еден дел, тоа е економското јакнење на жената. Сме ги направиле среќни затоа што на нашите настани се споделува само љубов меѓусебна. И уште повеќе што последниве години во кој град се организира вешта жена, по програмата нормално по календарот, обавезно од соседните градови доаѓаат да си ги видат пријателките, кои на 9 и 10 мај ги соединуваме заедно во Тетово, и како победнички, и како организатор. Меѓутоа, само уште нешто да додадам, последнава година гледаме дека на нашите настани, значи ја на своји 36 години сум ја почнала ова како идеја, како нормално, сам една птица пролет не прави, меѓутоа со поддршка на многу луѓе и сме дошле до една идеја, да речеме сега ние сме возрастни, стари, да речеме, и посебно младите, кидеме, бабите прават забава. Значи, буквално не може да се потцени ништо што има вредност во себе, но ние годинава направивме една друга дополнителна провокација на младите, да семејството како основ на се, без семејството си буквално надвор од сите случувања што воопшто во животот може да се случат. На нашите настани, благодарение на Даниела Димова од Велес, која изработува перничиња со знакот на вешта жена, и на нашите настани, сите што доаѓаат со сна и свекрва, мајка и ќерка им даваме по 2 перничиња, па ако не се гушнале никогаш, сегаш бар на настанот да се случи тоа. Голем поздрав на прилепчанки, тие беа
соодветно како бројка, додека во другите градови, значи мислиме дека на тој начин успеваме, ако не друго тие 15 минути да се осети тоа семејство дека е присутно. Да, одлична идеја меѓу другите и одлична иницијатива, повторно да не заборавиме што е она кое не прави да се чувствуваме убаво прегратките, поддршката и се насмеав на ова кое што го спомена Жана, ќе одиме ке бабите да правиме на забава. А всушност некогаш вашите забави, не некогаш, почесто вашите забави се многу позабавни отколку другите места кои за се поретки за забава ке младите. Треба да го искусат тоа за да... меѓутоа во однос на надпреварите, да речеме, ние одржавме Кавадарци, Гостивар, Велес, Скопје, Прилеп, еве на 29 сега во недела наредната ќе биде во Тетово и до крајот, да речеме, до 26-ти. И секоја година така, значи тоа е веќе календарски, до 26 април. И кога ќе се најдеме ние на такви места, ние веќе гледаме дека и самите учеснички веќе се помлади, почнуваме некако да ги провоцираме, затоа што поминатото време у кафичот со кафето и со пријателката има едно значење. Меѓутоа, поминатото време на тие 5 часа што се случува, мислам дека има посебно внимание. Да, тоа сигурно е така, веројатно ќе ни потврди и Зорица, која што е исто членка или дел од Вештите жени, па колку време веќе во Вешта жена, Зорица, сте вие и што е она кое вас највеќе ви остава впечаток на надпреварите кои што сте учествувале, па и за она кое го правите, а тоа се вкусните рецепти. Да, добро утро на сите. Со тоа што можем да кажам, ја Вешта жена ја пратим од почетокот, ама све така не дојде ред за да се такмичи. Сега сум втора година такмичарка на Вешта жена на град Тетово и со тоа што многу ме прави среќна, кој готвим, кој сум јас задоволна, мислим дека сите ќе биде задоволни. Да, тоа е она за кое што кажавме. Секогаш е задоволството и за другите, но разликата кога ја пратите Вешта жени, разликата кога учествувате, поточно што надпреварувате, е голема заради тоа што тоа предизвикува пак дополнителна мотивација кога станува збор за надпревар. Нормално тоа дека ме предизвикува по тоа што сакаш да се истакнеш пред све, нешто ново да направиш, нешто не секојдневно, тоа е најголемото задоволство за себе. Да, пак е вас Вештите жени најфасцинантно е тоа што рецепти, направени специјалитети и јадења разноразни имате во изобилие низ годините на назад и секогаш имате нешто ново да понудите. Па исто кога не поканивте да дојдеме, Зорица, например, ја прв пат, она има постна слава, прв пат рече ќе правам на злифат ми постни. Какви се тие? На злифат ми. Да ми текнеше. И сега кој се договори, Зорица, ќе ги направиш постните на злифат ми, за да видат дека може и тоа да биде постно. Така ги гледаме во моментов постните на злифатни. Рековме ќе имаме постна трпа за денеска заради тоа што се наоѓаме во великденски пости. И сега имаме и пита, имаме и тавче гравче. Да, тетовско. Да, и сега од што да почнеме? Еве, тоа е предјадење, главно јадење и десерт. А тие се благи? Благи, парени. Јас мислев дека тие се солени. Питата јас ја правев, ова е сукана пита, со прас, со компир и малку презла. Внатре се става. Иначе, за тие што сукаат, тие најубаво знаат како се прави, меѓутоа морам да кажам и еден дополнителен дел за да биде кората уште потенка. При крај, кога треба да се расуче кората, се попрскува со нишесте. И нишестето му дава и подруг вкус, еве тие што сукаат, нека пробаат да направат. И таа може на овој начин, на многу начини може да се битка и да се прави. Да, навистина, кога зборуваме за пита, посебно направено од Вештите жени, несомнено дека е вкусно, но и еден добар предлог, и верувам често, особено за великденските пости. Некако се научени, можеби и овие современите домаќинки почесто да си купуваат готови пити, но не дека немаме ние мајстори по пекарите за вакви пити, ама задоволството е поинако кога ќе се направиме сами. Па не, ние некако сакаме со некои идеи понови да направиме, да речеме, да ги научиме како се сука, како се тегне, да речам на еден начин, но све тоа одзема доста време, а ние од концептот што е патентиран како Вешта жена на ниво на Македонија, не сакаме да излегуваме многу, него да ги држиме сите оние елементи кои ние како
маса надпреварувачка за 4 лица, иако овде во Телма немаме услови да ја наместиме, ама мора да направиме еднаш. Да, ќе направиме. Точно како треба да изгледа една маса за 4 лица, свечена со елементите што ја прави и уште пострикни тие што ќе гледаат и тие што нормално ќе направат. Така е, а тоа го правите на надпреварите, проточно надпреварувачката треба тоа све да го... Надпреварувачката тоа дома го спрема заради тоа што во рестораните немаме услови многу да може она да застане да прави. Меѓутоа за републичката на 9 и 10 мај на лице место 2 дена победничките од градовите треба да покажат тоа што за кое се надпреваруваат. Да, за да може да бидат оценети нели реално. И кажавме за питата и нормално ваква пита сосема соодветно оди со гравче. Нашето традиционално тавче гравче, нешто за што на вистина душа даваат и туристите кога ќе дојдат кај нас, но и ние си го имаме редовно на нашата трпеза. И сега од гравче до гравче има разлика. Прво од каде е потеклото на гравчето, а потоа и кој го прави гравчето и како го подготвува. Има тука различни начини како да се направи добро гравче и не е толку едноставно, може многу лесно да го утнеме. Да, гравчето значи тетовско, тетовски грав како познат, нормално. Се вари со вода така, со поќе запршка после, потоа кога ќе се стави во релна, погусто варено, кога ќе се стави во релна, одозгора се редат пиперките, тоа се црвените пиперки. Само сакам да го имам повеќе у кадар, да? Да, кога ќе е готово, се попарува. Ние го викамо, пошто ја потекнем од село Челопек, мажена сум тамо, и ние го викамо тоа парило. Парилото се прае со лукот, црвен пипер и зејтин, се запржува и после се посипува одозгора за да биде тавата посочна. А најважно е тоа што е водата со која се вари гравот, е многу важно. Така е. Навистина изгледа вкусно. Има и овие се црвени пиперки, така? Црвени пиперки, да. Суви. Суви црвени пиперки од озгора, без тоа не може да пројде. Не проаја. Одлично. Кога се прават различни, како да ги кажеме, распореди или планови за рецепти, за надпреварување и така натака, колку често игра улога традиционално местото од каде што доаѓа надпреварувачката или градот во кој што се прави надпреварот, споено со специјалитетите кои што ги има таму. Например, еве се како тетово, тетовско гравче, назли фатми. Значи вака, ова што е како традиционални, повеќе е за етно што го правиме во есенскиот дел. Добра. Тогаш доаѓа до израз повеќе од кој крај. Иначе, свечените маси се пообразуваат со празниците. Например, сега пред Великден тие што ќе прават да речеме на 4 април во Крива Паланка. Верувам дека тие ќе го побрзат тоа со великденската маса, со сите тие елементи. После тоа кога ќе дојдат, например, у пролет кога е, во пролетта, кога почнуваме у февруар месец, повеќе се тие пролетни елементи на самата маса, а иначе содржински назливатмата не доаѓа во Вешта жена како надпреварувачки дел, тоа доаѓа во етно, додека за надпреварување исклучиво декорирана торта. Да, декорациите се исто многу важно, да, многу. И битни се нормално, прво очите јадат, па после така е. Стомакот. Да, и затоа сме се увериле во декорацијата и умешноста кога не дошле вештите жени. И сега стигнавме до оној дел кај што веројатно сме најљубопитни, тетовчани си ги знаат назливатми, кој ги прави, кој ги пробува и така натака. Но еве за многумина можеби не толку познато. Што значи овој тетовски специјалитет или десерт, ако може така да кажеме, и како се подготвува? Овој важи како стар традиционален тетовски рецепт, со тоа што било сукана баклава и назливатми. Со тоа се служеле гостите. Значи нешто слично е како баклава? И баклавата и назливатме биле дел на трпезата. Да, како главен десерт. Да. Е така. Назливатмата се подготвува многу на лесен начин, со тоа што брашното, зејтин, топла вода се замесува, се остава да остои едно 30 минута и 3 лажици мишест. Потоа се дели на 4 дела, од сите 4 по 10 парчиња, со тоа што се сучат само со
Нишесте. Да, нишестето или скруп. Да. Со тоа што кој ќе биде се реда у плекот се печа, кој ќе се испеча. Тие таке од првото нараснуваат многу, еве како што се све отворени како цајтој. Колку се печат? Се пече значи на 10 минута на 250, после 1 саат се тишта. Да. Почетокот мора да биде јако. Јако да биде за да се разлиста за тоа што... Но тука марифет не е туку така. Да, сукањето е сукање. Само треба да се проба. Тоа сакам да кажам. Да. И се пари. Значи, шербетот ладен, наснифатмете топли. Да. Тоа е ништо посебно. Предходно се попарува со маргарин и зејт. Пред да се пече, 1 маргарин и 100 милиграма зејт се прелеваат и тогаш се става во загрејаната рела. Иначе, ова збориме за посне, ја прв кај Зорица тоа сум видела, иначе ја знам само мрсни дека има. Тие се со жолчки и путер, исклучиво. Да. И сега, овој стар традиционален начин на правење на, конкретно за десерти, ако зборуваме, сето она кое што може би денеска во денешно време го избегнуваат младите генерации или оние барем кои што некако се освртат некако велат на здрава храна, па здрави благи десерти и така натака. Колку вие од младите конкретно имате можеби прашања или вие ваши лични размислувања за тоа колку навистина можеби да треба некои работи да се променат, но колку тоа не е така драстично и не е толку за таква промена или исклучување од исхраната на вакви традиционални Значи, Ивана, рецепти. не само младите, ние се бориме за здрава храна. Така и ние припремаме здрави производи прво и во семејството, а и секако и на самите настани. Здравата храна сега повеќе се применува тоа заради тие пестициди и чудо што ги има, па уште и ако е здрава, па и со пестициди, исто како да не си јадел здрава храна. Младите, ние ги слушаме за она што треба да ги послушаме, додека во Вешта жена, младите доволно ги слушаат возрастните и доволно создаваат она како креации, и ние гледаме дека со здравата храна успеваме на еден начин и за нашето здравје и за пријателите. Дури имаме ние маси каде што исклучиво вегетаријанска. Сега у последно време тоа најповеќе, гледам дека најповеќе тоа го практикуваат. И у секој случај масите надпреварувачки ништо не смета, дури имаме безглутенска маса направено за тие нормално што не смеат глутен. Имаме торти кои се исклучиво со природни, со Значи, опфаќате се. Да. Затоа што и во самата маса на надпреварувачката никогаш не и се меша, што ќе прави, може да се сугерира за нешто. Она кој ќе ја каже својата идеја, ние дополнително можеме да и сугерираме на нешто, ама за мали измени. Сега кој ќе дојде со здрава храна и тоа што треба, нас не е јасно што треба да содржи таа маса. И буквално, мислим, воопшто, има толку многу храна, а посебно во Македонија, да немаме причина да не користиме здрава храна. И не значи дека и ова не е здрава. Тоа сакав да кажам, ова е всушност, ова се рецепти со кои што се хранеле и здраво живееле нашите мајки, баби, дедовци, прадедовци и така натака. Што значи дека ова е нешто кое што меѓу другото си го имаме ние нашата традиционална трпеза, само треба да се знае како да се подготви и повторно ставаме тука умереноста, која што е клучот на се. Тоа е за се. И која што нели знаеме и дека тоа и барем и од нутриционистите го добиваме како совет. Се ближиме кон крајот, одлични рецепти, јас ке ви се заблагодарам што навистина како и секогаш без исклучок, првенствено одговарате позитивно на нашата покана, и секогаш сте со повеќе од еден рецепт и тоа е несомнено вкусно и интересно за гледање и слушање, па и за подготвување дома. Добро би било да најавиме, рековме во пресред на Великден, што ќе се случува Вешта жена и кон мај. Значи на 29 март
ќе биде избор на вешта жена за Тетово. На 4 април ќе биде во Крива Паланка. После се спремаме за Великден. На 17 ќе биде во Македонска каменица во Источна Македонија. На 18 ќе биде во Куманово и завршуваме на 26 април во Виница. Одлично, значи сте турбо. До сега, значи, солидно ни идеше, да речам, у однос на сето тоа што го планираме да го направиме, а на 9 и 10 мај во Тетово ќе се одржи републичкиот на кој што ќе учествуваат победничките од општинските што сме ги одбрале веќе и Гран При. Гран При е таа повисоката категорија со 3 години надпреварување, па 3 години пауза и после влегува за сребрен, за бронзен, за сребрен и за златен медал. До тогаш ќе се видиме сигурно, ќе сакаме да ги дознаеме така. информациите како поминавте и кој ја добива наградата и се разбира што подготвиле вештите жени, а Зорица Васкеви се заблагодарам што еве ни ги подготвивте овие тетовски специјалитети и што малку повеќе не запознавте со овие тетовски назлифатми и нашата утринска екипа ќе има таа привилегија да ги проба. За сите оние кои што можеби сакаат, нека се обидат така да ги подготват, ако не во Тетово и на секако, секако. На дегустирање на ваков десерт. Верувам ви беше пријатно и Да, фала ви на вас што не поканивте да бидеме гости на вашата емисија и да нормално да се истакнемо малку како вешти жени. Добро, може да имаме прилика преку дописникот од Тетово, сигурно, па да ја каже атмосферата ваму кај вас, да речеме. Да пренесеме, како што сме правели досега и така ќе биде. Нашата соработка и понатаму продолжува со една единствена цел, да ја пратиме вашата мисија, да малку повеќе се едуцираме во однос на подготувањето на и традиционалните и рецепти разноразни со прекрасни декорации, но и оно кое што можеме да го научиме, се разбира, ние помладите, од оние кои веќе имаат тоа како добро искуство. Секако, фала многу. Ви благодарам многу, вешта жена како организација, посакувам многу успехи и уште многу години постоење, а се разбира ќе се видиме и во следна прилика со нови и убави информации. Тука ќе направиме кратка пауза, поточно не знам дали е време веднаш да вклучиме Марија, не, добро, кратка пауза, па потоа со вториот линк на Марија и некаде ќе движиме кон крајот на денешното издание на Утринска на Телма.